Патникот од Дубај што дојде во Скопје нема коронавирус. Резултатите од анализите се негативни. Во Македонија засега нема заразени. Здравствените власти апелираат сите граѓани кои доаѓаат од странство во Македонија доколку почувствуваат симптоми на вирусот, да не одат во болница, туку да се јават на телефонските броеви на центрите за јавно здравје, пошто медицински екипи ќе ги посетат во домовите со цел да се спречи ширење на заразата. Со цел да не шетаат по здравствените институции, тие патници кои што во моментот немаат никакви симптоми, а може да се во инкубационен период, ако евентуално се јават симптоми после неколку денови, треба да се јават на еден од десетината телефонски броеви на локалните центри за јавно здравје, Институтот за јавно здравје, за да тим соодветно опремен, спремен, дојде во нивните домови. Владата денеска го задолжи Министерството за здравство итно да набави заштитна опрема како што се маски, ракавици, дезинфекциски средства и заштитна облека за сите служби на граничните премини. А Министерството ќе треба да набави и соодветна количина на сапуни, дезинфекциски средства и во сите училишта, детските градинки како и јавните тоалети. На учениците ќе им се држат едукативни часови во соработка со центрите за јавно здравје за превенција од коронавирусот. Меѓу заклучоците од 11-тата седница на владата е и препораката да установите за згрижување на деца од предучилишна возраст да преземат мерки за соодветен третман за дезинфекција на обувките при влегување во градинките. Во Министерството за здравство денеска функционира и кризен штаб. Надлежните тврдат дека здравствениот систем има капацитети да одговори на потребите во случај на појава на вирусот и кај нас. Имаме приправност и пасивна од епидемиолошката служба и активна на аеродром и активна од аеродромските служби. Така да во секој момент има 6 до 8 доктори и 6 до 8 техничари и сестри, плюс инфективна клиника, плюс здравствени институции во државата спремни да одговорат на секој позив. Се мобилизираат и здравствените работници од инфективните одделенија во болниците во Штип, Велес и Гостивар, кои што ќе треба да ги згрижат евентуалните пациенти со коронавирусот. Штипската болница се уште чека на насоки од Министерството за здравство. Во Велешката болница денеска се одржува стручен состанок на сите раководители на службите. Додека пак во Гостиварската болница веќе се обезбедени посебни простории снабдени со посебна заштитна опрема и маски. Назначени се медицински екипи, а одредени се и посебни возила кои што ќе бидат наменети исклучиво за транспорт на пациенти со вирусот. Ние сме назначени како регионален центар и во случај на детекција на пациент со коронавирусот, инфективното одделение веднаш се затвора, се создава карантин, другите пациенти ќе се префрлат на други оддели и инфективното одделение ќе биде само за тој вид на заболени. Наша обврска е да ги детектираме, да ги изолираме и потоа да ги транспортираме пациентите во инфективната клиника во Скопје. Од вчера здравствените власти ги засилија превентивните мерки за спречување на појава на коронавирусот во земјава, па така сите патници кои доаѓаат во нашата земја подлежат на здравствена контрола, а не само патниците од ризичните подрачја како што беше досега.